Со потпишување на свечени изјави пред собранискиот спикер Талат Џафери, денеска и официјално стапија на функција новите членови на Државната изборна комисија. Новиот председател на ДИК Оливер Дерковски од ВМРО ДПМН кажа дека комисијата ќе направи се што е во нивна надлежност за успешна организација на референдумот. Очекуваме исто така собранието понатаму да донесе одлуки значајни за работата на Државната изборна комисија. Доколку се заврши се како што треба и го гледате составот, позади мене се искусни луѓе во својата работа, повеќето од нив и претходно членови на Државната изборна комисија, така што сметам дека заданата задача ќе одговориме одговорно пред се, почитувајќи ги законите и Уставот на Република Македонија. Во однос на избирачкиот список, Дерковски додаде дека тоа е континуирана активност на ДИК и дека новоизбраните членови на комисијата ќе дадат дополнителен придонес за да се расчистат дилемите околу списокот. Новиот состав на Државната изборна комисија ќе има мандат да го организира референдумот за името што треба да се спроведе на есен. Како што е веќе познато, председател на највисокото изборно тело е Оливер Дерковски од ВМРО ДПМН, а подпредседател Дитмире Шеху од ДУИ. Членови се Елизабета Постоловска од опозицијската ВМРО ДПМН, Борис Кондарко, Јанаке Витановски, Радица Ристеска од СДСМ и Енвер Салију од Движењето Беса. Покрај Дерковски, кој порано беше пратеник и поранешен директор на Македонски железници, од овие старо нови членови на ДИК, најпознат за јавноста е Борис Кондарко од СДСМ, кој беше председател на ДИК од 2011 до 2013. Дополнително, според пишувањата на дел од медиумите, во септември додека траат подготовките за референдумот на ДИК, Кондарко ќе треба и да сведочи на суд во случајот Титаник 2 за злоупотреба на службената положба и овластувањата на неговите поранешни колеги Ибраим и Сашо Срцев, Елизабета Стефанова и Владко Сајковски од ВМРО ДПМН, кои според информациите без основ гласале да се поништи гласањето во првиот круг на локалните избори во 2013 година во Струмица.